Super. How are you? It's my pleasure to meet you. Thank you very much. I'm Samir. Почитувам подпредседател на владата на Република Северна Македонија. In 165 countries. Instead, what are these huge religions? We have to transfer the new knowledge, as I just said, our flagship project, Saints of Knowledge. Today in some countries. Добар ден на сите и од мене. Добро дојдовте во Република Северна Македонија. Ми представува особена чест и задоволство почитуван директор на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони, почитуван председател на Светската организација господин Мохамед Алзарони, почитувани представници од другите безцарински зони во регионот и во светот. Ви посакувам топло добре дојде во Република Северна Македонија и се надевам дека овие 2 дена ќе имате успешна соработка, ќе остварите и ќе размените голем број на информации, на искуства, кои што ќе придонесат за развојот на оваа област и во нашата држава, а секако и во целиот регион. Во државите како што е Република Северна Македонија, нема многу можности за економски развој врз база на природни богатства. Значи, земјите како нашата, кои што немаат нафта, газ, земјите кои што немаат ресурси во делот на море и излез, немаат многу големи алтернативи, освен да својата економија развиваат во насока таму каде што има можност, а тоа е индустријата, градежништвото, земјоделието и трговијата. За развојот на индустријата, безцаринските зони направија еден од најголемите исчекори во нашата држава и затоа и оваа влада реши истите да ги поддржува и да ги поддржи на еден малце поинаков, транспарентен начин. Тој начин е начин во кој што условите за градење на индустријски капацитети во овие зони се подеднакви и за странските и за македонските компании, и тие услови ги вградивме во закон. Значи, не ги вградивме во делот на договарањето, него ги вградивме во закон, за да секој инвеститор во нашата држава биде со закон сигурен што може да очекува од државата, без разлика за тоа каква ќе биде политичката ситуација или каква ќе биде владата во државата во иднината. За да обезбедиме правна сигурност на сите инвеститори, мислам дека немаше по-транспарентен и по-добар начин освен тој. Законот предвидува да секој инвеститор поднесе програма за својата инвестиција, која што ќе биде во даден временски период до 5 години, а инвестицијата ќе биде поддржувана од страна на државата во период од 10 години и практично инвестициите кои што во зоните се направија сериозен исчекор во развојот на економијата, односно во силната и брза индустриализација на нашата држава. Се разбира, во моментот, согласно тоа што го имате како информација, и јас уште еднаш ќе го споделам со вас, 19 компании потпишаа договор за градба на фабрики во индустријските зони, односно во безцаринските зони во нашата држава во претходната година. Најдобар дел од тие фабрики веќе се градат и веќе се во фаза на изградба, а некои од нив и веќе почнаа со пробно производство. Државата ги поддржува на 2 начина. Зошто се добри зоните? Зоните се добри од 2 аспекта. Првиот аспект е што секако обезбедува бенефиции за инвеститорите во делот на даночната политика и даночните ослободувања. Меѓутоа, исто така се многу добри од еден друг аспект, што на секој инвеститор му е важен. Секој инвеститор сака својата инвестиција, кога веќе за неа има замисла и кога за неа има бизнис план, да ја заврши во најкраток можен временски период. Зоните се место каде што најголем дел од проблемите кои што инвеститорите ги имаат во градењето на своите инвестиции се решени. Тоа се проблемите од административен карактер,
за обезбедување на земјиште, пренамена на земјиште, приклучоци на инфраструктурните капацитети како што се патишта, далеководи, гасоводи, водоводи и така натаму. Сето тоа е решено и мислам дека тоа е поголемата вредност за секој инвеститор отколку што е даночната поддршка. Во таа смисла решен е и проблемот на административното обезбедување на градежни дозволи. Во нашиот закон за градење, Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони има овластување да издава градежни дозволи како државна институција во името на државата за инвеститорите. Тоа во голема мерка ја олеснува работата, заради тоа што практично секој инвеститор кој што ќе дојде во нашата држава нема потреба да шета ни сите институции во државата и да се занимава со бирократијата и администрацијата на нашата држава, него тој има само една точка на комуникација, тоа е Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Многу е важно да се потенцира и тоа дека се уште постои простор во овој дел во нашата држава и има и предизвици кои што треба да се решат. Предизвиците кои што треба да се решат пред се е како економијата на државата да биде малце повеќе поттикната од директните странски инвестиции, односно како соработката помеѓу домашната економија и директните странски инвестиции да биде колку што е можно поголема, бидејќи само така ќе има посериозно влијание врз пошироката економија во државата. Се разбира, тоа е прашање кое што зависи од неколку компоненти и после 2 години мој престој во владата и после добро запознавање на ситуацијата, можам да кажам дека тука има простор за напредок, но има и некои ограничувачки фактори. Просторот за напредок е пред се во компаниите кои што произведуваат готови производи, бидејќи тие компании имаат можност да бираат со кого ќе соработуваат и од кого ќе купуваат компоненти. И тука е предизвикот да македонските компании соработуваат повеќе и поинтензивно со овие компании, односно ги достигнат квалитетот, цената и би рекол надежноста во соработката на ниво на останатите компании во Европа или во светот и да станат соработници на овие компании. Но за жал има и компании кои што се наоѓаат во средината на така наречениот ланец на снабдување и кои што за било каква измена во својата програма потребно е да бараат одобрување од крајниот корисник на тие производи и тука веќе соработката, односно можностите за таа соработка се значително ограничени. Мислам дека добар предизвик во иднина ќе биде и образовниот процес. Ние работиме сериозно на тоа да образовниот процес го смениме во насока, да обезбедиме колку што може повеќе кадар соодветен, бидејќи да, ние имаме стапка на невработеност у државата голем, тоа е околу 19% официјално, но ќе видиме после пописот колку навистина од тие луѓе се наоѓаат во државата и бараат работа, но структурата на невработените не е таква да веднаш може да бидат запослени во индустријата. Од тука и се отвара проблемот, односно потребата да се адаптира овој образовниот процес и да се адаптираат мерките за преквалификација на ова население за да може да биде запослено во индустријските капацитети. Точно затоа оваа година во буџетот на нашата држава, во Министерството за труд и социјална работа, практично се детерминира над 20 милиона евра средства кои што служат само за преквалификација на незапослените, а не едуцирани, граѓани на нашата држава, за да може да бидат спремни и да може да работат во зоните. Односно, не само во зоните, него во целокупната индустрија. Она што е многу важно е тоа дека практично целото бројките кои што се резултат на индустриализацијата и во слободните зони, но и надвор од зоните, бидејќи ако ја земете реалната економија во државата, ќе видите дека и надвор од зоните има сериозен раст на индустријското производство и бројките што ги имаме од Заводот за статистика за првиот квартал на оваа година се многу охрабрувачки во таа насока и тие кажуваат дека првиот квартал во 2019 година во споредба со првиот квартал во 2018 година имаме раст на индустријското производство од 8,8%. Ако земеме дека индустријското производство е еден од главните генератори на бруто домашниот производ во нашата држава
и има значителен фактор на влијание. Во тој случај очекуваме заедно со раздвижувањето на градежништвото, земјоделието и трговијата, кои што исто така имаат раст, да растот на бруто домашниот производ во нашата држава во првиот квартал биде значително над оној кој што беше очекуван или планиран. Јас на крај не би сакал многу да должам, да ве замарам со бројки, сакав само да кажам дека значењето на индустриализацијата и брзата индустриализација на нашата земја е од круцијално значење за развојот на целата економија. Значењето на зоните во тој развој е исто така значителен и од тука ние како држава ќе продолжиме да ги поддржуваме, значи сите активности во кои што сите инвеститори во нашата држава ќе бидат добродојдени. Нашата држава е мала и мора да биде отворена према сите економии во светот за да биде успешна. Јас ви посакувам овие 2 дена да имате плодни дискусии, да имате добра дебата, да имате размена на искуства, да научиме едни од други тоа што можеме да го научиме за да нашата клима за инвестирање во нашите држави ја направиме колку што може подобра. Ви посакувам добра работа, а ние како влада ќе бидеме тука да ги слушнеме сите заклучоци од панелите што ќе ги имате и да сите тие добри идеи ги имплементираме во нашите програми и во практично во владината агенда да ги преточиме во програми и закони. Уште еднаш ви благодарам за вашето присуство во нашата држава и ви посакувам се најдобро.